Високи сметки за електрична енергија уште на стартот од грејната сезона. Граѓаните се соочуваат со удар врз домашниот буџет. Иако температурите се уште не се спуштиле, сепак сметките се веќе повисоки од лани. Многумина сведочат дека трошат малку, но плаќаат повеќе. Се штеди на струја, но и на основните потреби, само за да се преживее месецот. Скапи се и не знам што ќе биде, појма не. Ама и дрва нема. Така да тешка работа, не знам што ќе правим. Зимата се високи, се на струја. То ке ве шокирам, измеѓу 7 и 9 илјади. За струјата ли? Сметките се за струјата секогаш скапи. Без дека кој како троше меѓу тоа, скапи се. Ако најуват сега покачување, тоа не знам што ќе биде. Скапи, струјата е скапа, животот е скап. Мада и пензиите ги качуват, ама не стасува. Не стасува, тоа на секој да му е јасно. Оно поевтино да биде, ама нема. И дрвото се скапи, и палец. Се да земеш, се е скапо. Могушите ни се такви и не знам, може ке некој ќе мрзне. Тоа гарантираме. Скапа, сино не плаќа и не знаеме колку. Граѓаните се снаоѓаат како знаат и умеат. Кој готви ноќе, кој пере навечер. Ефтината тарифа стана спас, но и опција за преживување. Користиме? Помага. Многу помага. Па користиме помалку. Одреден там до 3 колку е. И навечер се пере, унедува. Мора да се штеде. Не бива, иначе не стасува. Користите ли ја ефтината? Да. Зимата се уште не започнала, а паричниците веќе се празнат. Штедењето станува секојдневие, а плановите за топол дом се прилагодуваат според ценовникот на струјата. Додека едни сметките ги плаќаат со мака, други се враќаат на печките и дрвата, но и тие не се ефтини како порано. Прашањето е дали оваа зима ќе се спасат барем тие што имаат дрва.